50 жители на Дабиле се разбудија во шок и неверување кога утрово водата им навлезе во домовите. Соочени со разбеснетата река Струмица, чие корито не успеа да ги собере неколкучасовните поројни дождови. Останаа во своите домови додека противпожарните единици не пристигнаа за да им помогнат да излезат од куќите. Мојот маж се разбуди и ми кажа: "Дигај се, ќе се издаваме." И јас ушка станах до половината од му вода. Цела и се збркаваме, не знаеме што правиме. Он стана нешто да спасе, ништо не спаси. Това доле спална, регале, се доле, фрижидере, ни документација, ни пари, ни храна, ни гардероба. Кога станавме, значи кога излеговме на влезот од нашите куќи, увидовме дека водата е до самата куќа и тоа беше, значи, гледката беше страшна. Потоа, значи, не знам како да ви објаснам, значи ја повикавме, значи, пожарната станица за да не извлече нас, за да не поплави натре и да изгубиме нашите животи. За 5 минути нема ништо. Правка дојдеме, се беше пълно. А учило какво, не знам. Покрај Дабиле поплавени се и Сачево и Просениково, а реката Струмица се заканува да се излее и кај селото Еднокуќево. Десетина домови во Струмичко Дабиле буквално пливаат во вода по синокишното невреме. Автомобили, земјоделска механизација, покукнина. Се однесе силниот дожд кој веќе 2 дена ја зафати Струмица. Поголема штета невремето предизвикало и кај селото Радичево, каде е оштетен мостот.